скоро. Дојди, мили Исусе, во моево срце. Дојди, мили Исусе, во моево срце. И еве ке дојдам скоро, и со мене отплата. Секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата. Христе Боже, јас те љубам, Исусе. За секогаш во моето срце ти насели се. Татко, јас те молам за твоја заштита, ангелска војска да ме заштити од комарците кои доста ги има овдека во Белото море, во Егејска Македонија. Во една од Македониите кои не се љубат едни со други, затоа што сатаната ги воведува во сатанска стратегија. Спротивно од законот Божи, еден закон, љуби го својот ближен како себе си. Те сакаме, Господи Исусе Христе, те молам да ме заштитиш од комарци, да го отвориш мојот ум и моето срце денеска, овие слова да бидат Твои слова, поостри од секаков меч, во сила и во власт, да ги допрат сите оние кои се жедни за Твојата љубов. Во името на Господи Исус Христос го врзувам сатаната и секој демон што се нафрел врз секој еден од нас, врз оние кои слушаат, демони утврдени во умот, кои не ви дозволуваат да разберете, со срцето да разбереш. Да се покаеш и да бидеш исцелен во Господа Исуса Христа. Ние зборуваме за врска, за трајна врска, за свадба. И ние сме поканети сега во петок на свадба. Тука сме во Егејско море, на Белото море, во Егејска Македонија. Јас те молам за грчките политичари да ги допреш, да се покајат, да не негираат дека постојат македонци и бугарските политичари. Албанските политичари да не сакаат да прават голема Албанија со парите од дрогата, да купуваат земја и луѓе. Јас те молам и за Србија, Господи Исусе Христе, за сите постмакедонски идентитети, така наречени Словени, да разберат дека македонец е човек кој повикува кон Исус, кон Бог, дојди во Македонија и помогни, да го разберат тој момент, дека Македонија е избран сад, дека не можете да ја земете, а да ја негираш Македонија, дека не постои. Исто како да го одбиваш да прифатиш дека постои Татко, Бог, Создател, Отец на сите. Како што и рекол на Марија еден наш некој соработник, Бог нема син. Ни сите сме деца на небесен Татко. Он не роди по своја волја. Богороден, Христороден, преку словото на вистината. Те сакаме, Господи Исусе Христе, ти благодарам. Ти благодарам што ми даваш сила, што ме држи здрав и исправен до последниот ден. Христов војник не старее, ти во староста се плодни и помазани. Те молам за мир во Македонија. За Твојата сила ја враќам Македонија во Твоја собственост, ти да се грижиш за неа, таа е Твоја земја. Те прифаќам за цар на македонците, единствен цар, кој си не создал, запишал Господа Исусе Христе, а ние славиме земни цареви. Секогаш кога има некоја состојба во Исус, видете, он е учителот, он е таткото, он е професорот, он е пастирот, Исус, и тој треба да те води. Ти благодарам што ме заштити од овие комарци кои се дојдени после поплавите во Егејска Македонија. Нема да биде добро во Грција, Бугарија, Албанија, нито Србија, ако ги негирате македонците, ако не признаете дека сте вршеле геноцид, дека сте ги убивале, да се покаете. Исто како што не е добро во Македонија, бидејќи немаме духовен водач во Македонија. Имаме слепи водачи кои водат слепци. Без силата Исусова не можеш да го победиш сатаната и овој паднат свет. Знаете, да се покаеш за Антиох Епифан и сите злодела што се направени над израелците, забрана за именување, забрана за јазик, палење на храмови, ограбување на храмови, силување, убивање на жени и деца, сипување на врело масло, забрана да се зборува еврејски јазик.
ги терал да се поклонуваат на идоли. Јас се покајувам за тоа, Господе Исусе Христе. Прости му на мојот народ, не знаел што прави. Секогаш кога има некоја состојба вон Исус, а против заедницата, слегува поука во духот. Значи, тој ти дава искушение, ти мислиш, тој ти дава, ти влегуваш во искушение заради својата похота. И потоа ти дава можност да го решиш тој проблем. Ми дава поука во духот. Така знам, например, кој е учителот, се слушува нешто, кој е пастирот, кој е водачот. Ме подсетува на тоа. Нели тој род што е во тебе внатре се истерува со пост и молитва. Јас кога постам, например, слегуваат овие текстови, јас сум само сад. Јас не сум учителот, ниту се осмелувам да го толкувам живото слово на мојот татко небесен. Луѓето земаат слово, пишуваат, толкуваат, пишуваат световни драми, приказни, не знаејќи дека за секој лош збор, тој е тој принцип кој треба да го разбереш, тогаш нема да зборуваш толку многу на земја, ќе одговарате на судниот ден, по зборовите ќе бидете осудени, по зборовите ќе бидете оправдани. Значи, сотрудници на мерници, мнозина повикани, малкумина избрани, малкумина не доаѓаат. Каде не доаѓаат? Па пред Исус, пред Таткото Небесен, не сака да дојде. Не доаѓаат на молитви, а се во потреба. Имаме една група ничком велат, а не застанале ничком, не му предале се. Например, не можат да сведочат јавно, немаат слово на своето сведоштво заради некоја сатанска пранга која ги држи во светот. Каде не доаѓаат, па пред Исус, пред Таткото Небесен, не доаѓаат на молитви, а се во потреба. Не доаѓаш на вечера, Господова собранија, не доаѓа на читање во духот во четврток. Ние имаме сега вторник, средба, четврток, читање Библија, недела молитва со заедницата, што слуша со срцето. Имаме сотрудници што и слушаат со срцето, глуви и наглуви. И во понеделник имаме молитви за исцелување. Не се молат кога имаме аларм и други напаѓања. Бидете, не те интересира заедницата и ќе ти се случи тебе нешто, еднаш се јавуваш на Селглас, помош. Каде си маловерни? Каде да дојдам и пред кого? Битен момент. Ако ти мислиш дека доаѓаш во заедницата пред човек, подобро не оди таму, застани пред Исус. Господе Исусе Христе, ти го предавам моето срце. Можеш ли да му го предадеш срцето вистински? Например, кога некого го љубиш, му даваш се. Значи, дошол во заедницава, се однесува како да е во некој салон за разубавување. Како да е на берберница, планинарско друштво. Мисли дека ако одиш по планините, по врвовите, ќе дојдеш до Господ. Не треба да дојдеш во твоето срце. Рибарско друштво, си ловат риби, габарско друштво, си оди по габи, си доаѓа кога сака во заедницата, без никакви обврски. Ни лепта не дал во заедницата. Па Бог го љуби онај што од срце дава, затоа и немате, бидејќи не даваш. Зошто треба да дадеш? Па тоа е постот, да се сетиш, да се одврзеш од светот. Дека не сум зависен од светот. Еднаш неделно да се подсетиш дека само од него си зависен. Тој ти дава живот, злив и се. Исус ти дава сила, ти немаш ништо. Исус те создал македонците, тие викат нема македонци. Па не сте вие одговорни за тоа. Земете, ќе се погледне во огледало, има еден стих и веднаш заборава каков бил. Дали вие постоите? А вие сте мртви штом тоа го зборуваш човеку. Ти немаш страф од Господ. Си доаѓа кога сака во групата без обрски. Па уште ако му кажеш нешто, ти си виновен. Имаш една сотрудничка, мислиш дека се средила работата, во светот е врзана ја семејството. И одеднаш ни кажува, ако не ја затворела устата тогаш и тогаш, ќе се распаднела заедницата. О, Исусе, фала ти што ми даде сила, да ја покажам верата своја без дел, да не ја вратам веднаш. Видете, оваа заедница е на Исус, не може да се распадне. Таа е вечна, таа е духовна. Јас имав една книга пред да станам во Исус, да дојдам толку близко, да го возљубам. Зборував за невидливата црква. Не за видлива, не за камени градви, камен на камен не ќе остане. Значи, си доаѓа по инерција. Не ги интересира, ќе се распаднала црквата ако таа не ја затворила устата. Замислете, таа мисли дека од неа е условена. Тоа исто како грците што мислат дека нема македонци, бугарите няма македонци.
човеку Исус рекол има македонци, па тие се сега македонци, па тоа се шизофрени идентитети. Не можеш да бидеш двајца, не можеш да му служиш на Бога и на мамона. Ако некој од вас е болен, има ли болни таму, ало? Нека ги викне старешините на црквата. Нека ги викне старешините на црквата да дојдат и да се молат за него, а ти не се молиш, болен си, не ни кажуваш Јаков 5:14. Не се молиш, имаш отчитување. Имав една жена со еден син. Синот ти беше на смртна постела, го исцели само со една молитва. Ако беше до мене, јас немаше да се молам. Во другата заедница, не ќе да се молат, не давала десеток. Сега може би ќе отиде пак таму. Види, луѓето кога ќе дојдат до материјално богатство, кога некој богат, тешко ќе влезе во Царството Божје. Не се сеќаваш да речеш, чекај сега, дајте на пример. Треба ли нешто да помогнам за евангелизација? Па, например, да помогнеш да се направи радиото, да се купи опрема, да го платиме човекот што ќе ни ја направи. Можам и јас тоа да го направам. Бог гледа во твоето срце, дали ти го сакаш Царството Божјо, ти сакаш да си живееш по свое. Нека ги замоли старешините да го помазат со маслиново масло во името на Господ Исус Христос. Доведете го кај мене. Го фаќаш за глава и го носиш кај Исус. Еве го Исус. И тој седи кај Исус, не ќе да се покаја. Молете се вие, јас не се молам. Ние секако ќе се молиме. Јас те молам за сите што не веруваат. Имам една сестра исто така. И велиме да се молиш за својот проблем, таа се моли за сите други. Моли се за себе. Татко, дај ми сила. Тебе ти велам, стани и оди. Те сакам, Господ Исусе Христе. Дај ми сила, верата да ме подкрене. Се мисли на Дух Свети, маслиново масло, во името Исусово. Што е тоа што те спречува да дојдеш? Мајка со керки таму. Тихо вака, тихо така, 2-3 години не доаѓа, керката е се полоша и полоша. Друга имаше дете со страво и со бабата се молевме, рекол, викнете ја мајката, не доаѓа мајката. Не доаѓа. Што е тоа што те спречува да не да дојдеш до пред Исус? Имавме еден сотрудник, беше тука, го извлековме, пиеше апчиња за смирување, депресија тешка, изгубен, почна за Исус да работи. Двајца членови на семејството, мајка и ќерка, го вратија назад и сега почнал пак да пишува. Тој помина првен курс за јавно говорење, добро знае зборовите како действуваат. Значи 6 пати по саат и пол сме дискутирали и после уште многу пати. И пак почна да пишува фантазмагорични приказни. Му рекол, приказните се плаќаат со душата. Значи, што те спречува да дојдеш до пред Исус? И му викам, како си сотрудникот ме блокира. Избегаа демоните. Духот на овој паднат свет во твоето срце те спречува да дојдеш до Исус. Духот на овој паднат свет, по своја волја, по свој ум, по своји мисли, изопачен ум, тесно срце, тврдо срце. Како беше таа лажна побожност, односно своеволно благочестие до пред Исус. Имаш потреба, болен си, а одбиваш молитва. Тоа е гордост. И се они гордоста е нашата сила. Гордоста е грев, смртен синко. Одите голи, се шетате, покажувате својата сексуална перверзија. Па тоа е изопачен ум. Содома и Гомора. Сатаната сака да го вметне владите, да го прифатат и цел народ доди во проклетство заради тие 25 души во владата кои земаат пари и мислат дека нивните деца ќе уживаат. Вашите деца ќе отплаќаат на ративе, синко. Ке леле, ќе биде плач и крцкање со заби. Ја продаваш Македонија, мислиш ќе побегнеш. Ти на кукурајково лето ќе побегнеш, ќе ги гледаш твоите деца како се мачат. Не затоа што сакам јас, прости им татко, не знаеш што правиш, затоа што ти си во законот око за око, зап за зап. Одбиваш заедништво, ја одбиваш љубовта. Цел народ сакаш да поништиш. Еј, чукни си ја во главата, со срцето да разберат. Ја одбиваш љубовта, имаш мака, не пишуваш во групата, не споделуваш во заедницата, да се молиме едни за други, се срамиш. Дојдеш овде само да пееш, не сме ние овде клуб пеачки. Тоа е гордост кога ти не пишуваш, неискреност, непрепуштање. Сега имавме еден случај. Мајката алармираше дека детето е болно. Долго време се побидувале сами со сопруга. Се вклучи групата, се молеше и јас како старешина и веднаш има подобрување. Но тоа е аларм поради нешто што не е извршено.
Значи демоните влегуваат во свињите. Але ви е јасно, значи се уште си во светот, не си во пустината, мораш да исчекориш во пустината. Да примиш дух, немање доволно љубов, го немаш Исус во срцето. Ако се молите со вера, ќе му помогнете на болниот. Со вера значи да се молиш со Исус во заедништво. Тој ти дава вера, тврда вера. Господ ќе го оздрави, Господ ќе го, и ако направил грев, ќе му се прости 5-15. Па ти дава нова можност на милост, но ако пак погрешиш, пак ќе се врати симптомот. Например, имаш сведоштво многу добро, можеш да привлечеш многу луѓе, не сведочиш заради 3 точки. Па затоа е проблемот, затоа се враќаат демоните. Имаме едно дете, например, кога одиме кај нив дома, вреска, значи сеќава, демоните во него, духовите сеќаваат, ја плашат, дека доаѓа опасна сила, која може да ја фати вака и во огнено езеро да ја зафрли. Еден ќе натера во бегство 1000, двајца 10.000, ние сме двајца секогаш со Исус. Те сакам, тројца сме. Со Отецот Исус. Потоа е она да не греши повеќе, за да не го снајде нешто уште полошо. Да не грешиш повеќе, ти си дознал, се враќаш во светот. И после го озборуваш или зборуваш против старешината на заедницата. Па погледни во огледало, имаш ли некакво дело, работиш ли за Исус или ти живееш во светот и ме критикуваш мене што сум посветил се на Исус. Па јас најотворено ви кажувам, јас му припаѓам на Исус Христос, им кажувам на сите. И тие што се закануваат кога одам по болгарско, по албанско, натаму на ти се заканува, замисли. Замисли сатанска природа и доктрина ви излажал во некоја приказна дека сте голем народ. Вие сте свињи и кучиња кои се враќаат на блуеницата и во калта. И затоа сте полни со демони, со нељубов. Потоа е она да не греши повеќе, за да не го снеде уште нешто полошо. Тоа се цели племиња во свињи, во демони завладеани, во нељубов и омраза кон други народи. Или не сака да дојде на собранијата, не му дава духот на овој свет. Па оди, па ќе ја дувне пак, па оди, го лаже, го плаши, го колева. Треба да се оставиш себе си и да почнеш да работиш, да живееш за Исус, да се оставиш себе си. Петар му вели, ние оставивме се и тргнавме по тебе, а потоа мајката на Завеедевите синови сака тие да седнат од десната страна, они да исцелуваат, они да решаваат. Исус му вели, јас не решавам кој ќе седне од десната страна. Сака он да исцелува, да води, а не смее да сведочи заради некој. Пазете сега. Дали го имаш ти словото на своето сведоштво, треба да се оставиш себе си, да почнеш да работиш, да живееш за Исус, да се оставиш себе си, тоа е постот. Тоа е постот, да го оставиш тихо што сака. Стариот вокал и блуеница, да се осветиш во Исус. Те сакам, Господе Исусе Христе, со сето срце, душа, ум, разум, се што имаме Твое. Јас сум Син Божји, кога го води Духот Божји, сум здрав и исправен. И работам за Царството Божје и го објавувам Царството Божје овде во Македонија, на Македонскиот полуостров, која му припаѓа на Исус Христос и не можеш да ја земеш. Ти сине сатански што тврдиш против Господ, одиш против таткото. Цел народ ќе изгинете ако не се покаете што се ги убивале македонците, грци, бугари, албанци, срби. Србите се подобри. Да се оставиш себе стариот, нели кој ја исполнува волјата на мојот Отец. Србите денес не тврдат дека нема македонци, сме го надраснали, па и турците не тврдат дека нема. И тие сме биле под робство. Тоа се заминува, љубовта не го помни злото, простуваш. Сега ми се најде некој на интернет, а како да им простам на хомосексуалци, на прељубници, на манијаци, на политичари, на лопови, да им прости на бугари, срби, грци, НАТО, Европска унија, тие сите што не малтретираат. Па Исус како направи? Жено, еве ти син. Исус како направи? Што рече тој на крстот? Ќе видите вие кога ќе дојдам, ќе ви го расплачам мајчето. Не, тој рече прости им татко. Па прави и ти така, не знаат што прават. Нели кој ја исполнува волјата на мојот небесен Отец, тој ми е брат, сестра и мајка. Кои се моите браќа, која е мојата мајка, ни вели Исус. Значи, често мајка, брат, сестра, татко, те влече, тоа е сатанска пранга, те влече надвор.
кој љуби син или ќерка, мајка, татко, брат, сестра, сето тоа што се наведено, повеќе од мене не е достоен за мене, зашто знае дека такви случаи има. Членови на семејство отргнуваат луѓе кои таман се спасиле, оставиле апчиња и така натаму. Кои се моите браќа, која е мојата мајка? Ни вели Исус, волјата на Отецот е да се љубиме еден со друг. Тој што ја исполнува волјата, тој ми е брат. И ние треба да се научиме да бидеме заедница. Ти не доаѓаш во заедницата од време на време, си живееш со своето семејство. Богат си, богата си и нема да влезеш во Царството Божјо. Камилата ти се качила на грб. Не влегува камилата ни игле, ни уши. Треба да се провнеш во духот, низ дупчето на иглата. Зашто си сошиен, треба да се распараш, да се откачиш од сатаната и да се прифатиш, да се стегнеш за Исус. Волјата на Отецот е да се љубиме еден со друг. А ти не доаѓаш, како ќе се љубиш? Доаѓа од странство еднаш, дојде си, отиде на одмор, не ја интересираме. И одеднаш сега нејзиниот син кој беше врзан за нас престане да ни се јавува. Љубовта се излади. Видете, ако син ти бил на смртна постела, те одбивале во претходната заедница, па си се јавила кај мене, јас сум те одбил зашто сум слушнал си рекла нека не се јавувај на синот зашто ние одиме кај тој и тој. А мене духот ми вели јави и се јавив и се помоливме, утре син ти стана. И ти сега го забораваш тоа, го забораваш. Пази, нешто немаш љубов и не доаѓаш. Тотално врзана во светот. Ти се враќаш во Египет, жено. Ти ќе изгинеш како израелците во пустината. Да сме делови еден на друг. Како ќе бидеме делови кога ти не доаѓаш? Да се подучуваме, да си ги исповедуваме гревовите еден на друг. Кога некој го направил односот кон старешината на заедницата во кого гледа, ќе падне на колена и ќе рече на вистина сова се Бог. Тогаш ќе примиш сила. Имаме сега една жена. Те молам Господи Исусе Христе и го отвориш да сведочи. Веројатно следниот пат кога ќе оди овој текст, веќе ќе има сведоштво. Со оглед на тоа дека на телевизија Сонце имам 100 за година и пол одна предснимени завети. Видите, тоа се излева. Ние одиме на кај 600-тиот завет. Ако е нешто од Бог, тоа ќе остане, ако е нешто од луѓе ќе пропадне, но ако е од Бог не можеш да го сопреш, тоа е целата суштина. Да се подучуваме, да си ги исповедуваме гревовите еден на друг. А ти не си дошол на ниједна средба. Не доаѓаш на молитвите, на читање на сведоштво, не доаѓаш во четврток кога се собираат луѓето, кога разговараат, се поставуваат прашања, се читат делови од Библијата, ако е нешто нејасно да се подучи после духот да слезе текста, овакви текстови слегуваат. Господови вечери, вечера во дух, од што бегаш, кој те лаже и води, духот на овој свет, своеволно благочестие. Не сакаш да бидеш негов ученик, се учиш во светот и ништо си, не си љубов, немаш ништо. Немаш љубов за браќата што бегаш од нив како кога тебе ти е тешко, само кога тебе ти е тешко доаѓаш на молитва. Кај некој од нас тоа е лицемерно братолюбие. Не доаѓаш од срце да се радуваш. Значи имаме среда собрание, четврток читање Библија, недела со глувите, понеделник молитвени средби. Јас кога имам обврски во светот гледам да ги оставам. Имам сведоштво, но не се сега закашување. Немаш љубов. Немаш потреба да бидеш овде. Со која храна се храниш? Каде се храниш ти? Кој му вика на Петар, храни ги моите овчички, моите јаганца. Немаш љубов, го немаш Исус во срцето. Кој ти е всушност во срцето? Семејството, твојот имот, татковината. Не чувствуваш никаква обврска. Ние имаме подобра небесна татковина. Не е суштината дека јас за Македонија. Јас ви кажувам дека ќе изгинете. Покајте се, сте ги убивали и лажете. Кого го лажеш? Зборуваш за христијанство, одиш во црква, палиш свеки, ги мразиш македонците кои си ги убивал, си направил етничко чистење. Па ти си сатаната те владее. Цел народ ќе одите во проклетство, ќе изгинете. Затоа не ве бива. Не чувствуваш никаква обврска кон Исусовата заедница. Мислиш само на себе, на своето. Не си прашала, дали можам нешто да направам за Исус, за Царството Божјо, дали треба нешто да помогнам. Пази, одеднаш си била на работ, ние имавме едно семејство, се сеќавам, им носевме храна пред повеќе години, сега се оправија, отидоа во странство во Европа,
И видите, доаѓа и не да рече, треба ли нешто да помогнам? Не ја интересира, видите. Признавајте си ги гревовите еден на друг, молете се еден за друг, за да бидете исцелени. Видите, тоа е суштината. И сега тебе те нема, не доаѓаш и воденаш како има проблем, заедничка молитва, заедничка. Ама кај си ти кога ние се молиме? Што е тоа во тебе што те откажува од заедницата? Што те трга назад од љубовта, од тоа да се претопиш и промениш во љубов? Да се промениш, да се претопиш, да се растопиш. Телесниот човек, да пости молитва, да го истераш тој род, да бидеш извршител на Словото. Да го живееш Словото, а не само слушател. Јаков 1:22. Пазите, после вели, стихот вели понатаму, мамејки се сами од себе. Значи ти не го извршуваш Словото, си се мамиш сами од себе, сатаната те измамува. Ти си живееш исто на стариот начин. И тоа е тој проблем што го има, например, во протестантските заедници. Добро се тргнати. Еднаш спасен, за секојаш спасен, знам за Исус, крстен сум во вода, во дух. Така не зборува човек што е крстен. Тој има понизно, си вели, не знам, Исус знае, во тело или без тело, не знам. Мамејки се сами од себе, зашто кој го слуша Словото, а не го извршува, Што е садукеи и фарисеи на Мојсеевиот стол седна во Матеј таму 23. Садукеи и фарисеи, тие говорат, а не извршуваат. Говори само за Исус, а не го живее Исус. Тој прилега на човек кој го гледа сопственото си лице во огледало, ќе се погледне и ќе си замине и веднаш заборава каков бил 1:23-24, дека беше сиромаштво, а сега не икаш да дадеш ништо во заедницата. Зборуваме за сиромашни во дух на кој им е потребно Евангелието. Друг препев, немојте само да слушате, низ едно влегува, низ друго излегува. Послушно значи само да слушате и со тоа да се залажувате. Исполнувајте го тоа што ќе го чуете. Љуби го се од ближен како себе си. Те сакам, Господи Исусе Христе, се работи за исполнување на љубовта која никогаш не престанува. Слава ти, Господи Исусе Христе. Љубовта е исполнување на законот, другиот стих. Исполнување. Да се исполниш со љубов сиот. И те ослободува од гревот. Љубовта покрива многу гревови. Видете, тоа е тоа, ако не чиниш добро, љубов, гревот е пред вратата, му вели Господ на Каин, на Авел. Од таа приказна Каин губива Авел и ти секој дневно гледаш како некој Каин губива твојот брат Авела. Например, Гркот, бугаринот, албанецот сака да губиат македонецот. Нивна е Македонија. Ако Македонија Господ ја крена на небесата, тие ќе се исподтепаат. Чија е Македонија? Имавме ние случај тука. Човекот кој условно е грк вели јас сум македонец, бугарката кој условно е бугарка вели јас сум македонец. Тој вика каков македонец си ти, каков македонец? Те сега да каже македонец како Тихо и Марија. А ние сме македонци затоа што го повикуваме Исус во нашите срца. Тоа е македонец човек кој повикува кон Исус, Израелец е тој што имал завет со Бог и го распнал. И тие се двајцата сведоци кои не можете да ги сличкосате и убиете. Македонија и македонскиот полуостров му припаѓа на Исус Христос, запаметете го тоа. Односот кон Македонија одредува вашата проклетство, вашата состојба како ќе се однесувате. Ако немате љубов и да се покајате дека си убивал, прости ми татко, да се покаеш за гревот, со срцето да разберате да се покајате да ги исцелам. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблиски завет што е фрлен врз Македонија, македонскиот полуостров. Го одврзувам од секакви сатански влијанија, се покајувам за сите гревови на Антиох Епифан, на македонците што се колнеле на Библија, што се убивале едни со други, што сами ја воделе битката. Те сакам, Господи се Христе, те повикувам да дојдеш во Македонија, ја враќам во твоја собственост, цела Македонија. Господе, на македонскиот полуостров, да ни помогнеш, да им ги отвориш срцата на бугарските, албанските, бугарските и грчките политичари, да не го мразат луѓето, да не ги тераат на омраза, да не измислуваат лаги. Македонец е човек кој повикува кон Исус, ако ти повикуваш кон Исус, ти ќе се покаеш, синко. Не можеш да повикаш кон Исус. Не можеш да повикаш непокајан, не доаѓа тој.
Ќе останеш во гревот, во калта, во буеницата, демоните се во тебе. И ти се мамиш самиот себе. Во името на Господ Исус Христос, бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Во името на Господ Исус Христос, бегај од нас, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Јас сум здрав и исцелен во Исуса Христа. Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми, ти го предавам срцето да се населиш, да направиш сокровиште со мојот татко, Таткото небесен, да имаш каде глава да подслониш, да бидам син Божји, кого го води, учи, обликува Духот Божји. Не за сатаната и смртта, да, за Исус во моето срце и навсекаде во Македонскиот полуостров. Се што е од Исус нека остане. Се што не е од Исус да си замени, да не се враќа повеќе. Тоа е заповед. Заповед го објавувам Царството Божјо во моето срце, на Македонскиот полуостров, во заедницата. Те молам за целата заедница, за сила, за сведоштво, да ги ослободиш сите оние духови кои ги спречуваат луѓето се плашат да сведочат јавно. Јас сум син Божји. Верувам во Господ Исус Христос. Што ме спречува да се крстам? Ако веруваш од срце, и да бидеме гласот на оној кој вика во пустината, словото на твоето сведоштво, крвта на јагнето. Така се победува сатаната. Тие го победија со крвта на јагнето. Ако е врз мене, ме ослободува и словото на моето сведоштво лично, што направи Исус за мене, како дојдов до Него, од земјата до небесата, силата Исусова, да не облее сите, те молам да за сите демони, на стихи, на војни, на омраза, на глад, на сиромаштија, на земјотреси, на елементарни непогоди, надвор од Македонија, во името на Господ Исус Христос. Амин до Божјиот Царство Небесно. Амин. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе, татко мој. Имаш ли ти татко на небесата, знаеш ли? Бог немал татко. Тој е татко на сите, отец на духовите. Те сакам, Господи Исусе Христе. Тоа е една од лажните доктрини која сатаната е подметнал и ти си ја прифатил и нема да биде добро. За секогаш Исус. На секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус. Амин. Доаѓам скоро, дојди мили Исусе во моево срце. Дојди мили Исусе во моево срце. И еве ке дојдам скоро, и со мене отплата, секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата.